Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Има луѓе кои со месеци, па и со години, живеат со болка од расипани заби, воспаленија и оток. И сепак не одат на стоматолог. Не затоа што не знаат дека треба, туку затоа што стравот е посилен. За стравот од стоматолог кај возрастните, компликациите поради одложувањето на прегледите и интервенциите, како и современите пристапи во стоматологијата за обезболување. Зборуваме со доктор Александра Митева, орален хирург. Останете на Телма, а вклучете се со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за страв од стоматолошки интервенции. Кога стравот е посилен од болката што ја предизвикува забот, денеска разговараме со доктор Александра Матева, орален хирург од клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Баш ми е чест што ме поканивте и се надевам дека во денешната емисија ќе имаме интересен разговор. Некои луѓе со денови, месеци па и години живеат со постојана забоболка, со отоци од расипан заб, воспаление на непцата и притоа не одат на стоматолошки преглед поради страв. Колку често се соочувате во стоматолошките ординации со ваков тип на пациенти? Точно така, за жал постојат овој тип на пациенти. Во клиничката болница Жан Митрев многу често се соочуваме со овие пациенти. Овие пациенти се дентофобични, најголем дел од нив се дентофобични, односно имаат константен ирационален страв од стоматолози, но и од стоматолошките процедури. Овие пациенти, како што спомнавте, имаат болка, но акутните фази на тие забоболки тие ги минат некако во домашни услови. И на некој начин станале вешти во тоа да ја помина таа акутна фаза и таа забоболка да премине во некој хроничен процес. Тоа се случува на повеќе заби и тие со години живеат во една таква состојба. Што прават во тие моменти? Земат на своја рака аналгетици, антибиотици? Како што кажав, станале вешти во лекување на забоболка. Земаат и антибиотици, аналгетици, подоцна самата забоболка, пулпитот добива хроницитет. Кој е најчестиот изговор? Што велат? Зошто ги одложувале стоматолошките интервенции? Воопшто посетата на стоматолошката ординација? Па вака, изговорите на овие пациенти може би ги имаат пред себе, може ги имаат пред најблиските. Ние многу ретко ги слушаме тие изговори, зашто не доаѓаат кај нас. Кај нас кога ќе дојдат, веќе имаме сосема различен тек на разговорот и на планирање на целата интервенција, заради тоа што кај нас тие уште веднаш ни кажуваат дека се свесни за тоа дека не доаѓаат, немаат изговори, свесни се за својата состојба и најчесто првично разговараме за таа тема. Значи можете да ги препознаете веднаш уште од врата? Најчесто и они ни кажуваат, уште од врата ни кажуваат, нема да ми работите, јас сум дентофобичен, мислам може не го користат, се плашам од вас. Да, шала на страна, можам да ги препознам, но уште побитно е тоа што веќе почнувам да ги препознам до кој степен е таа дентофобија стигната. Тоа е посебно битно, посебно во самиот третман. Самиот пристап е различен кај пациенти кои што имаат страв од некое претходно искуство или имаат страв од некоја друга психолошка состојба. Значи, постои разлика помеѓу непријатност, кога чувствуваме непријатност од посета на стоматолог и овој изразен страв, односно дентофобија. Секако непријатност, можам да кажам дека кај секој пациент скоро се јавува. Речи си секој, да. Непријатна е самата интервенција и нормално можеби не спаѓа во најинтересните работи, но непријатност е една работа. Дентофобија и страв од стоматолози и стоматолошки интервенции е состојба која што треба сериозно да се свати и таа состојба најчести симптоми на таа состојба се тахикардија, забрзано чукање на срцето, потење, гадење и пациентите многу често имаат панични напади. Некој вела дека не може да се приближат до стоматолошката ординација, им создава страв мирисот. Мирисот, светлата, целиот амбиент, тоа е една посебна тематика
односно сега во последниве години во модерната стоматологија се трудиме да амбиентот веќе не биде тој застрашувачки, односно сите модерни стоматолошки ординации веќе се трудат да самиот амбиент не потсеќа на претходните стоматолошки ординации, односно биде попријатно за самиот пациент. Што велат пациентите, од што најмногу се плашат? Дали од болката при интервенцијата или можеби звукот на апаратчето за поправка на заби? Што е тоа што најмногу им создава стрес? Постојат класификација на дентофобија, подоцна ќе кажам и некој збор за тоа. Највеќе се плашат од болка. Болката е таа која што пациентите често ја зборуваат, има и други стравови кои што се дел од дентофобијата, но например? Пример, како што спомнавте, во едноставната дентофобија, пациентите се плашат конкретно од стоматолошките инструменти, не сакаат да гледаат клешти, игли и се што работиме, се плашат од анестезија. Посебен дел е пациенти кои што имаат трипанофобија, односно страф од игли. Тоа завзема многу голем дел, значи можеби пациентите не име толку страв да им работиме, но едноставно не може да видат игли и не може да ставиме анестезија кај тие пациенти. Точно ли е дека ваков израден страф од стоматолог, односно од забар, е почест кај возрастните лица? Во споредба со децата? Некоја статистика на возрастни деца нема. Би сакала, пошто ги спомнавме децата овде, би сакала да кажам некој збор за нив, пошто верувам дека родителите ќе ги препознаат своите деца. Самото однесување на децата во стоматолошката ординација е класифицирано. Односно, еве некоја едноставна класификација ќе кажам, постојат деца кои што се многу соработливи, за нив представува одењето на стоматолог возбудлива работа и позитивно искуство. Овие деца се деца кои што од многу мала возраст се носени на стоматолог и немаат расипани заби. Имаме една категорија која што се апсолутно несоработливи, тоа се многу мали деца од 6 месеци до 2 години и деца со посебни потреби. А најголемата група ја составуваат тие што се потенцијално соработливи. Односно, кај нив имаме деца кои што се неконтролирани, односно плачат и се лутат на стоматолог. Често го гледаме тоа. Имаме деца кои што се срамежливи, се кријат зад родителот, не разговараат со нас. Имаме деца кои што имаат агресивен отпор спрема нас, пркосни деца, и деца кои што се соработливи, но напнати, односно ќе ни дозволат да работиме, но го гледаме стресот кај нив. Сите овие деца од потенцијално соработливата група треба да им пристапиме на правилен начин, со цел да не станат идните дентофобични пациенти. Стравот кај децата е оправдан. Но ќе се вратам на прашањето, мите тоа, сепак возрастните не се плашат повеќе од децата. А може ли возрастните несвесно да им го пренесат стравот од стоматолог на своите деца? Тие можат, не сакајки. Од што тие се плашат да појдат и од разговорот што го прават пред своите деца? Тоа е честа ситуација, односно дел од дентофобичните возрастни личности многу често во својата фамилија имаат пренесен страф од родителите. Истото тука би додала дека како што можат да го пренесат стравот, исто така може да ја превенираат исто несвесно дентофобијата. Тоа се започнува од многу мали години во кои што можеби и самите родители воопшто не даваат некаков акцент на денталното здравје на детето. Некаде од 3 до 6 години е можеби и најбитното дејство што го имаат родителите кон децата. Зошто? Во тој момент самиот родител треба да најде начин како на детето да му ги направи навиките за орална хигиена. Доколку детето одбива, треба самиот родител да превземе, односно да му ги четка забите. Со тоа ќе превенира расипување на заби и во една најосетлива возраст од 3 до 6 години детето нема да се соочи со забоболка. Тука е нашиот најголем страф. Кога првата средба на дете со стоматолошка ординација или со стоматолог ќе биде со забоболка. Значи, тоа е потенцијално дентофобичен пациент. Ние веќе стоматолозите немаме голема мок кога дете ќе дојде со забоболка. Значи, најдобро е првиот стоматолошки преглед кај децата да биде безболен. Безболен. Точно така. Класичен преглед, без интервенција.
четкање заби, покажување на инструменти, нешто што ќе му направи основа за неговиот возрастен, односно не е возрастен, имаме и школски живот, и адолесценција, и возрастен, да биде нормален процес одењето на стоматолог. Дали тоа значи дека дентофобијата, односно изразениот страф од стоматолог, обично се формира во детството, па потоа трае со години? Да, не е апсолутно правило, но најчесто е. Може да се појави и покасно во животот, но најчесто се појавува во детството и тој страф се гаи во целото растење. Дали еден непријатен, односно лош стоматолошки процес, односно на лошо стоматолошко искуство, може да создаде траен страф кај пациентот? Да, доволно е едно. Не треба повеќе, иако има пациенти кои што имаат и повеќе непријатни искуства од стоматолог, но навистина е доволно само едно непријатно искуство и пациентот веќе никогаш да не посети стоматолог. А се јавува ли понекогаш страф кај пациентите од она што може да го слушнат за време на прегледот? Се соочувате ли со таква група на пациенти? Да, еден дел од тоа што пациентите кога веќе почнуваат проблемите со забите и тие се свесни за нивните проблеми, стравот од одење на стоматолог представува воедно и срам од тоа што ќе го слушнат. Тука е нашата улога и нормално на сите стоматолози треба да бидат внимателни кои зборови ги користат, односно нападот не е тука потребен. Ние треба да бидеме свесни дека ова, иако по дефиниција дентофобија е ирационален страф, за тие пациенти е реален. За нив постои и тоа е состојба со која што живеат цел живот. Значи покрај стравот се јавува и срам. Да, и поради нормално. срам потоа не одат да. на стоматолог. Да. Сега обично кај пациенти што долги години го одложуваат стоматолошкиот преглед, а имаат расипани заби, што најчесто гледате на прегледот? Какви стоматолошки проблеми забележувате? Зборуваме за дентофобични пациенти и јас би ставила тука група на возраст од 25 до 50 години. Тоа е најчестата група. Они се веќе возрастни и свесни за своето орално здравје. Кога доаѓаат кај нас, ние тоа што го гледаме не е едноставна процедура, не е чистење завен камен или промена на некоја пломба. Најчесто наидуваме на повеќе расипани заби, потребни се мултипни екстракции и многу поправки на заби. Вадење на заби, се екстракции, така? Извинете, да. Повеќе заби кои што треба да се извадат и многу поправки. Така, значи одложувањето е менува тежината на интервенцијата. Од една обична поправка може да се стигне до хирургија, всушност, така? Секако, да. Најчесто пациентите кои што доаѓаат веќе се подложни на орално-хируршки зафат, зашто имаме мултипна екстракција, повеќе заби се вадени во треба да се извадат. Првиот, исто така сакам да додадам, пошто кажавте, првата средба со овие дентофобични пациенти не смее да биде никако работа, треба да се одвива во канцеларија или во некое место кое што нема да ги потсеќа на ординација. Значи првата средба треба да биде разговор? Секако. Да се смири пациентот? Да се разговара првично со него, да му се објаснат процесите. Може би, ако треба некоја радиодиагностичка мерка да направиме, односно да направиме рентген панорама, да видиме во каква состојба вистински е завалот. И дури потоа да следат интервенциите? До сега не сум имала искуство со дентофобичен пациент, па дури и ургентен не можам да се сетам да веднаш сме работеле. Дури ургентна состојба се одложува? Ургентните состојби, ви кажав, они се вешти во тоа да не доаѓаат и ургентни состојби. Може би кога се работи за некоја ситуација во која што имаме поголеми отоци кои што мора да бидат дренирани од страна на терапевт, стоматолог, орален хирург, но во друга ситуација не. Веќе појаснивте дека се работи за сложен проблем. Да, комплексна е. И со забите, и со непцата, но како се тоа влие врз организмот? Дали проблемите со забите остануваат во устата или пак може да се рефлектираат и на другите органи во телото? Доста е познато дека иако на некој начин свеста кај некои пациенти не е присутна, оралното здравје е всушност индикатор на скоро се што ни се случува во организмот. Од кардиоваскуларни заболувања,
до дигестивни проблеми, невролошки, најнови испитувања имаме во тек кои што докажуваат дека скоро не постои систем на кој што оралното здравје не влие. Прават корелација и со Алцхаймеровата болест. Точно така, да, има најнови истражувања кои што непцати забите во устата. Да. Посебно ви кажав и со кардиоваскуларните заболувања, формирањето на плакови кои што многу често ги има кај пациентите. Оралното здравје, как да повторам уште еднаш, е индикатор на општото здравје. И затоа всушност не сме да се одложуваат и да се чека. Да. Поправката. Да. Расипаните зъби да не се поправат. Да се санира цела заболот. Така. Кога станува збор за дентофобични пациенти, има ли различни категории? Например, некој што се плаши воопшто не доаѓа, а друг пак доаѓа со страф. Има ли таква група на пациенти кои што и покрај тоа што се плашат доаѓаат на стоматолог во Грч? Да, ама тоа би го ставиле во непријатност. Сепак, вистинските дентофобични пациенти би сакала да појаснам за гледачите. Дентофобијата е комплексна. Значи, постојат неколку типови на дентофобија и не секогаш е тоа поврзано со стоматологот. Едноставната дентофобија ја спомнавме веќе. Се плашат од звуците кои што се карактеристични на машините за стоматолошка работа, се плашат од инструментите, мирисите, исто така не можат да ги поднесат, се плашат да не изгубат контролата, односно и тоа е еден дел, и се плашат и постои срамот. Втората дентофобија е кога пациентите не се плашат од стоматолошката работа конкретно, туку се плашат од така наречена медицинска катастрофа. Односно, они не се плашат од нас, се плашат од сопствената телесна реакција, дека додека работиме ние, ќе им се случи нешто страшно. Дека ќе имаат срцев или мозочен удар, дека можеби ќе се задушат од водата, од инструментите, дека баш кај нив ќе се случи некоја компликација, анафилактичен шок, алергија, токсична реакција на анестетици, и тоа е втората категорија. Значи, они имаат дентофобија, они не доаѓаат, ама не е директно поврзана со нас. Третата е оние пациенти исто така не се исплашени од нас, односно тие се пациенти кои што имаат генерализирана анксиозност. Значи, они си имаат примарна состојба анксиозност, па доаѓањето на стоматолог само им е тригер за таа анксиозност да се зголеми. Со нив потешко работиме, со нив сепак оставаме мултидисциплинарно со помош на некои психолошки терапии да се надмине целиот овој проблем. Оние пациенти кои што имаат вакви проблеми, дали понекогаш е пожелно да земат некое средство за смирување пред да влезат во стоматолошката ординација? Заради тоа што многу често овие со генерална анксиозност имаат веќе препишана терапија за смирување. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент, почитувани, можете да поставите прашања поврзано со темата на која што говориме, но исто така и споделете искуство. Дали чувствувате страф кога одите на стоматолог? Како се справувате со него? Кој е вашиот успешен чекор за да појдете на стоматолог, доколку имате некој голем страф и кој што ве одвраќа од таа процедура, од интервенцијата. Ние продолжуваме понатаму. Денеска стоматологијата може да биде сосема безболна. Да, точно. Сосема или делумно? Сосема безболна. Не докажав уште еден тип на дентофобија и тука ќе се надоврзам на вашето прашање. Има дентофобија која што е поттикната од мислата на пациентот дека стоматолошкиот тим не е стручен. Значи, тоа е последниот тип на дентофобија. Во минатото, значи, предходно, самата свест на пациентите за оралното здравје била пониска. И така, стоматолозите многу поинаку действувале со пациентите. Затоа и ден денес ние гледаме од таа мината стоматологија многу дентофобични пациенти. Многу често кај пациентите во минатото гласело тоа дека да, стоматологија треба да боли. Значи, така се работело, па дури имаме искуства на пациенти кои што кажуваат дека имаат вадење и екстракција на зап без да биде обезболено, односно без анестезија. Тие пациенти се многу често во групата на дентофобични пациенти. Да, модерната стоматологија се заоснова на комфорот на пациентот, односно
многу повеќе внимаваме дури и при најмали, значи повторувам и при најмали интервенции, некоја површинска пломба или чистење забен камен доколку има потреба, да се стави некако тип на локален анестетик. Значи локалниот анестетик обезболува целосно и може да се работи. Освен ако пациентот нема страв и од анестезија. Точно како што кажав, од игли од анестезија, да. Комплексна знае да биде вашата работа. Да. Посебно на оваа тематика која што може уште да зборуваме и искуства и начини на лекување на целата оваа состојба. Во однос на локалната анестезија. И таа се аплицира со игла. И таа се аплицира, точно така. И може пациентите од тоа да се плашат, посебно кога имаат гнојни подрачја, знае анестезијата, како што е познато, да не делува. Не дека терапевтот не знае да ја стави анестезијата, во гнојни подрачја дејството на анестезијата е помало и некогаш и забрането да се аплицира таму анестезија. Во однос на безболноста постојат и други методи, односно во методите на лекување на дентофобијата, фармаколошкиот пристап е еден од пристапите. Односно, постојат неколку типа со кои што пациентот, еден го споменавте, тоа е премедикација, односно најчесто пред интервенција на пациентот му се препишува некој седатив и 30 до 60 минути пред интервенцијата го зима седативот, со што имаме помирна работа, но тоа не е секогаш доволно за пациентите со дентофобија. Затоа постои блага седација, потенцирана седација, општа или генерална анестезија и гасот за смеење, кој што е попознат во јавноста, тоа е инхалирачки газ кој што помага во анксиозноста да се намали анксиозноста на пациентите. Го споменавте гасот. Да. Можеме да видиме видеа на социјалните медиуми како луѓе по стоматолошка интервенција зборуваат неповрзано, се смеат. Тоа е тоа? Не, гасот за смеење има единствена улога додека пациентот го диши, само тогаш има дејство. По завршувањето едноставно Колку тој време има. по завршувањето на интервенцијата се Десетина смирува? минути се сосема доволни за пациентот веќе да си биде самостојно да може да ја напушти ординацијата. Пациентот се смее за време на интервенцијата? Па не, само не е толку типична таа анестезија кај нас. Да, тоа сакам да кажам, во секаде во светот, Европа, гасот за смеење, диазотоксид е многу голема примена има. Многу често се применува скоро во секоја ординација, дури и најмала ординација, може да има една ваков апарат, пошто е, морам да кажам, целосно едно од најбезбедните начини за намалување на анксиозноста е гасот за смеење. Односно, како што кажав, тој делува само моментално додека се инхалира. Кај нас е ретко, односно сега донесен и немаме пракса и немаме култура. Тоа е култура која што почнува исто така од најмали години, односно децата, да речеме во Америка, кога ќе отидат на стоматолог, тие веднаш знаат од првото одење дека нив им се става тој газ за смеење. Дали вистина пациентите се смеат, не е наречено така, зашто пациентите се релаксирани. Да, може да има некоја насмевка, но не е тоа некое хистерично смеење или не знам како го замислуваат луѓето. Често се користи за вовед во анестезија. Односно да го смират пред да му се даде анестезијата. Значи целта е смирување всушност на пациентот, така, да. А не обезболување. Не, анксиозноста се намалува и нормално со самата анксиозност кога е намалена, има помало чувство на дразби. Каква се локална анестезија може да му се даде на пациентот? Локална анестезија? Има една што се прска? Да, таа е површинска, односно таа е само надворешна. Повеќе психолошка или реално обезболува? Реално обезболува, секако, да, реално обезболува, но од зависност на интервенцијата таа не е доволна за стоматолошки интервенции. Продолжуваме понатаму, но ќе му дадеме предност на гледачот да постави прашање, можеби ќе сака да сподели искуство. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам, повелете. Сакам да малце од темата, може би страф од стоматолог, ќе избегнам, меѓутоа имаме проблем со правевме орална хирургија на запосница и сега син ми чувствува некое си трпнење, ладење на
на долната вилица на устата, на предниот дел од устата. Операцијата е правена пред 45 дена, да речам, и до кога тоа би можело да трае и дали е повреден нерв, ме интересува. Аха. Докторката е орален хирург, така што веројатно ќе има некој подпрашање. Уште нешто ви интересира или ова е сосема доволно? Дали интервенцијата беше хируршко вадење на умник, така? Да, хируршки беше отстранет или со класична стоматолошка интервенција беше изваден забот? Не, хируршко отстранет. Значи хируршко отстранување. Траеше операцијата. Добро? Да. Добро, во ред. Во ред. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Се работи за една состојба, самите сега е малку надвор од темата, но секако да ја одговорам на гледачот што се јави. Самите умници, третите молари, се често поставени длабоко во вилицата и често се во некаква корелација со еден нерв кој што мине во долната вилица. При хируршка екстракција, многу често, дури и многу да била едноставна и сето тоа да е нежно направено, знае нервот да реагира одредено време. Тие се некои транзиторни состојби, така да треба да се обратат кај хирургот кој што го вадил забот со соодветна терапија. За кратко време тоа трнење треба да го снема и да си биде се во норма. Значи има терапија која што би можело да се терапија, да. дава. Засилена терапија на витамини, антиинфламаторни лекови и се тоа што ќе препише самиот стоматолог. Само е подобро ова, кога ме прашавте за терапија, не е баш место да ја кажувам терапијата, ме разбирате. Постои терапија, да. Дали овој проблем може се јави и со вадење носмица на горната вилица? Поретко, зашто? Да. Значи почесто на долната. Добро, да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Добар ден, водител, до вас и до докторката. Имаме проблем, не ве слушаме најдобро. Се надевам дека ќе Поздрав до докторката и до вас, водителката. Ви благодарам, поздрав и до вас. Едно прашање до докторката. Имав предните запи на горната вилица, ми спочна да ми се ваква... Да ви се клатат? Не да се клатат, да се искривуваат. Да се искривуваат, добро. Да. И појдов на матичен лекар, ми ги снимаше забите, ми рече сум имала долни заби под другите заби. Добро. И потоа, викам, што треба да се лечи или нешто, още ми се криваат и вилицата и забите. И тој ми даде, вика, не треба ништо, ми даде вибрицилин, антибиотик, 5 дена пиев, отидов кај него, ми ги сошила и ми стави други, ама сега гледам, проблеми па ми отвара. Да немате вилицата ми се криви и ми отекува. Да немате некој прашање? Да, ме интересира, предните заби се ваши и се клатат? Не се клатат, не. Моите забита не се клатат. Отекуваат околу лепцето? Да, вилицата. Да. Лекувани се тие заби некогаш? Не сум имала проблем никогаш. Од март месец почна така да ми се криват. Отидов на матиче и ми стави други заби, ми ги ишила и ми стави други заби. Ја рече, докторе, не е до забите, ова е до вилицата. Вика, не е вика до вилицата, ајде вака, ама гледам сега пак проблеми ми прави. Ама ставивте вештачки заби? Да. Вештачки заби? Добро, да. Вештачки, ама тие шилците ми стојат моите заби. Да. Добро, значи навлаки на забите. Навлаки на забите. Добро, и покрај тоа вас ви се криват. Добро, ве разбравме. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега ова вака малку телефонски. Да, генерално разбирам за што се работи. Ова е најчесто поврзано во некоја возраст, кога имаме веќе напредната пародонтопатија, самите заби почнуваат да мигрираат. Односно, често пациентите, како што објаснуваше пациентката, почнуваат да се движат и едноставно и естетски веќе тоа не им се допаѓа на пациентите. Често како терапија се користи така ставање коронки со што се фиксираат забите. Но ова не е проблем кој што можеме да го решиме овде,
односно треба пациентката да се јави кај матичниот или кој да ги местел забите. Треба да се види што не е во ред, односно дали можеби има проблем со нервот на забот. Аха. Да. А парадонтопатијата, односно проблемот со непцето, исто така бара лекување, доколку е присутно? Да, парадонтопатијата бара висока орална хигиена, чистење на забите. Таа е нелечлива, односно не може никогаш до крај да се излекува, но можеме да ја успориме целосно. Ке пациентите како што се дава локална анестезија, колку често се изненадени кога ќе сватат дека интервенцијата била многу полесна од она што очекувале? Па, многу често се изненадени, посебно, како што кажав, ако во минатото забите ги поправале без анестезија. Односно, се прашуваат зашто чекале до сега? Да. А како што кажав, протокол на модерната стоматологија е обезбелување на работно поле. Значи, прво почнуваме тоа, па потоа работиме. Така превенираме непријатни искуства кај пациентите и така превенираме идна дентофобија. Што доколку локалната анестезија не успее да постигне целосно обезболување? Тогаш можеме да вклучиме некои од методите што ви ги кажав, блага седација, потенцирана седација, генерална анестезија, веќе тоа има некои други индикации, не ви ја спомнувала. Но во однос на дентофобичните пациенти и претходно спомнавме, тие пациенти кога доаѓаат кај нас немаат едноставни проблеми, имаат сложени и проблеми кои што треба многу часови работа и многу третмани. Знаете, живееме во едно време во кој што достапноста на информациите е огромна и пациентите веќе спремни кај нас доаѓаат, особено дентофобичните, и тие веќе се спремни. Драго ми е што најголем дел од моите пациенти досега биле високо мотивирани да се заврши тоа поглавје и тие се веќе спремни и самите кажуваат дека се спремни да го решат проблемот, но сакаат да се случи еднократно и тие да спијат, односно да немаат меморија од поправката на забите. Значи, општа анестезија, така? Па може да се постигне со општа анестезија, но некогаш е доволно само потенцирана седација. Тоа е кога пациентот... Која е разликата помеѓу општа анестезија и потенцирана седација? Разликата, наједноставно што можам да ја објаснам, иако не е во моја специјалност, е тоа што седацијата представува состојба на спиење во која што пациентот има длабок сон, но со зачувани рефлекси на дишење. Општата анестезија... Та кратка анестезија што нарекуваат. Па кратка, да, што се користи во други делови од медицината, во гастроскопија, колоноскопија и тоа е седација која што е краткотрајна во однос на, ајде еве должината да не ја земеме, час и 30 минути без проблем можеме седиран пациент да работиме на него. А општата анестезија е кога се користи веќе анестезиолошка машина, односно пациентот не диши, туку е ставен на машина. Тоа е генерално се користи за другите гранки во медицината. Дали по успешно извршена стоматолошка интервенција кај пациент со дентофобија може трајно да се промени односот кон стоматологот? Тоа секако ќе го напоменев. Наша цел не е само тогаш за тогаш да го изработиме пациентот. Главна мотивација и цел за нас е тоа доаѓање и таа комплексна интервенција што ќе ја направиме кај дентофобичните пациенти да биде вртење на една нова страна и ново поглавје во животот. Кога ќе се отстранат сите болни процеси, сите болни заби на пациентот, ние сме тука да го мотивираме почесто да доаѓа, да види дека постои и друга страна на стоматологијата, да види дека постои една безболна страна, која што во тек на време, да, од досегашните искуства, пациентите се далеку поопуштени. Целосно не е исчезнат стравот, морам да признам, но едноставно за нив се далеку повеќе мотивирани, веќе ниту еден заб да не се расипе. Споменавте дека се мотивирани повеќе ниту еден заб да не се расипе, дали тоа значи дека почуваат редовно да доаѓаат на контроли, редовно да чистат забен камен? Генерално што сме имали искуство по досегашните пациенти, многу почесто доаѓаат. И на контрола, доволно е некогаш и на контрола да сакаат да дојдат, да видиме дека се е во ред. Доволно е и по домашни услови, со интензивно чистење на заби. Имам инструкции како да се чистат во домашни услови, односно да се зголеми оралното здравје.
Што најчесто советувате? Како во домашни услови да се одржува таа хигиена? Може ли забниот кабен во домашни услови да се отстрани? Бидејќи на интернет може да се купат. Да, добро. Ако има некој пациент, прскалки. Да, водените прскалки, Airpick, Airflow, што се доста солидни. Сега пак ќе кажам, тие на интернет си има овластени компании кои што ги продаваат. Тие често се користат кај пациенти со импланти, макар да може и на природните заби, под притисок под вода и воздух, овозможува чистење таму каде што навистина пациентите многу тешко со четка можат да поминат. Многу често, што рековте, пациентите не се свесни дека треба да минат со конец, да плакнат, интрадентални четкички да користат. Значи, постои една посебни инструкции кои што се дава на овие пациенти да го зголемат нивното орално здравје и оралната хигиена да ја подобрат. Зошто им даваме инструкции? Затоа што тие претходно, настрана од недоаѓањето на стоматолог, тие едноставно го игнорираат и целото забало. На социјалните мрежи се споделуваат видеа и негативни искуства поврзани со стоматолошките интервенции. Како сето тоа влијае врз стравот и односот на луѓето кон стоматологот? Може ли ова да го потенцира уште повеќе стравот од стоматолошките интервенции или пак да го создадат? Може да го создадат. Кажав, живееме во едно време каде што имаме многу достапни материјали и пациентите гледаат се. Сега и во поново време можеме да видиме, посебно кај адолесценти, кај кои што се неопходни овие вадење на умници и некои други интервенции, они веќе ги гледаат интервенциите на интернет. Веќе се точно се запознаени со интервенциите. А стравот некогаш доаѓа и од тоа. Заради тоа што ако некој нема афинитет, не е само афинитет, едноставно да гледа хируршка интервенција, не е баш пријатно. Но не можам да кажам, кај некои пациенти чувството од познатост, односно кога веќе е запознат со самиот процес што ќе му се работи, му ствара и некој тип на комфорт. Така да нема конкретно дали тие информации што ќе ги добие, ќе бидат во негативна или позитивна конотација. Значи зависи од личноста. Меѓу со две острици е тоа. Точно така, да. Така, како веќе што споменавте, денеска стоматологијата драматично се разликува од она што била пред 20 или пак 30 години. Оние луѓе што го носат стравот од минатото би требало да се охрабрат и така, да дојдат на стоматолог. Јас би ги охрабрила сите пациенти кои што можеби ќе се пронајдат во оваа емисија да не чекаат повеќе. Во минатото можеби и сме немале некои оружја, односно не сме имале можност да им понудиме начин на тоа сето да го решат, но сега модерната стоматологија дозволува се. Дозволува да се санира целото забало во 1 до 2 доаѓања, но секако со соработка од пациентот. Тоа е тоа. Сте имале пациенти кои што влегуваат бестрашно во стоматолошка ординација? Па да, сме имале. Најчесто тоа се пациентите кои што никогаш немале никаков проблем ниту за болка. За нив стоматологијата, споредбено со дентофобичните пациенти, се различна работа. За нив е сосема нормално и они немаат никаков страв и они се зачудени кој има страв од стоматолог. Тоа се пациенти вистина без никаков проблем во животот. Тоа можеби на нашите простори е многу поретко и е чудно дури да се слушне, но тоа во реалноста постои. Постојат луѓе кои што немаат ниту еден расипан зап и треба да се цели кон тоа, затоа и апелирам до сите родители, уште додека детето не е свесно за себе, уште додека се во млечна дентиција, да внимаваат многу на оралното здравје кај децата. Така. Оралното здравје е клучно и за убава насмевка, но и за целокупното човеково здравје. Вие сте меѓу другото орален хирург. Се плашат ли пациентите од хируршките зафати во устата? Да, можам да кажам дека можеби и самата терминологија влие. Овде би сакала да ги спомнам една група на пациенти, тоа се деца, односно пациенти во школска возраст, тоа се пациенти во мешовита дентиција. Значи имате и млечни и трајни заби? Да, во исто време, да, ги имаат и млечните и трајните заби. Кај овие пациенти
Постојат хируршки интервенции кои што треба да се направат точно во тој период. Тоа е многу комплексно заради тоа што детето е во еден збунувачки период и е малку тешко да му се објасни дека баш треба точно тогаш во таа година да се направи таа орално хируршка интервенција. Така да, како предизвик би го кажала ова, дека постои страв посебно од орално хируршките интервенции. Што најчесто работите ке помладите пациенти? Дали тоа вадење, екстракција на осмиците, еве пред малку ми се јави загрижена мајка? Да, тоа се најчестите интервенции, но имаме, како што кажав, имаме интервенции кога самите горни тројки, тие се најчести заби, канините, не се правилно поставени. Па со помош на ортодонско орално хируршки метод, тие се влечат од коската да дојдат во забниот низ. Тоа е најчесто во одредено време треба да се направи тоа. Затоа и е комплексно настрана од интервенцијата, комплексно е да му се објасни на детето сето тоа. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Одбравте на вистина важна тема, бидејќи стравот од стоматолог е присутен, исклучително често. Не сум сигурна дали одговорив на сите прашања. Стварно е обемна темата и би можеле уште многу да разговараме, но ги охрабрувам уште еднаш пациентите кои што осеќаат или знаат дека имаат ваква состојба, да не посетат во клиничката болница Жан Митрев. Така, секогаш првата средба е разговор, секогаш, а потоа следниот чекор е интервенцијата. Еве да знаат и тоа да не им представува некаков притисок и страв. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани доктор Александра Матева, орален хирург од клиничката болница Жан Митрев, беше наша гостинка во студиото на Телма. Ова воедно беше уште едно издание на емисијата што го реализиравме во соработка со оваа приватна болница. Ви посакувам пријатен ден.